Депонијата под транспортниот центар, која представуваше грда слика за градот и за општините Аеродром и Центар, сега е новото паркиралиште за автобуси и лесни моторни возила. Новиот паркинг простор помеѓу реката Вардар и улиците Никола Карев и Владимир Комаров располага со 10 паркинг места за автобуси, 12 за комби возила и 42 паркинг места за автомобили. Овој паркинг е со површина од 8000 метри квадратни, вложени се 11,6 милиони денари, ќе има 64 паркинг места, ќе има за автобуси, ќе има за комбиња и ќе има за коли. Паркингот е осветлен, ќе биде 24 часа достапен. Градоначалниците на општините Аеродром и Центар потенцираат дека ова е резултат на добрата соработка со градот Скопје, а проблемот со паркинг места на оваа територија е веќе минато. Општина Аеродром и градот Скопје до сега имаат изградено повеќе од 10 паркинзи. Работиме заедно на реализација на тој проект со вкупно повеќе од 1000 паркинг места и планираме и понатаму да продолжиме со исто темпо, се со цел проблемот со паркирање да го решиме во општина Аеродром, а и во градот Скопје, и мислам дека на добар пат сме тој ефект да го постигнеме. Ме радува што заедно со градот и со општина Аеродром се изведе овој паркинг на големо задоволство на жителите и на Аеродром и на општина Центар. Ова ругло се претвори во еден урбан простор и се надам дека и во иднината така ќе се одржува. Директорот на јавното предпријатие Градски паркинг Борче Јакимовски посочи дека паркингот спаѓа во Ц зоната и ќе се наплатува по 25 денари од час. Правиме еден ваков паркинг од комбиниран тип и сметаме дека добар дел од автобусите кои претходно гравитираат тука ќе може да паркираат на овој паркинг. Влезот на возилата во паркиралиштето е регулиран со рампа, а во средишниот дел од паркингот е формирана интерна улица широка 7 метри со 2 коловозни ленти. Град Скопје и јавното предпријатие Градски паркинг и натаму ќе продолжат со изградбата на нови паркинг места, се со цел да се реши проблемот на граѓаните со паркирањето.